да си политичар. Што ти текна сега? Не знам. Така. А не ли е поубаво да си новинар? Поубаво. Кој знае? И фудбалер да си е убаво. Ама да играш во Шпанија. Не мора во Шпанија, може и во Италија. Ами да си пеач. И тоа не е лошо, тата. Не. Учителката вели дека најубаво било да си наставник. Наставник? Ајде, да мора бити наставник. Ами тата, ако сакам да сум лекар, каде ќе работам? Ти само заврши за работа, тука е тато. Ами ако сакам да сум механичар, имаш пари да ми купиш работилница? Пари? Пари за работилница немам. Ама за нешто друго може би ќе се снајдам. Каде е мајката? Тука си. Како не ме гледаш? Миев чини, перев. Даре, денеска е расположен само за прашување. Супе ти дете. Тате, ако немаш пари да ми купиш механичарска работилница, тогаш јас да учам за поправање на зъби. Учи. Или да учам за писател. И ти да ми купиш машина за пишување или компјутер. И книги да ми купиш, ама многу. Имаш пари за тоа? Имам само... Кој ще сте јаризат? Имаш или немаш? Ако станеш писател, тато ќе ти купи се што сакаш, се што ти треба. И ветуваш? Ветувам. Дури да го ищистиш оризот, кокошката ќе оживе. За истите пари можам да си купам и нешто друго. Поевтино. Чекај, за кој пари зборуваш? Па за оние што ми ги вети. Ама ништо не те разбирам, ајде сега те молам, оставиме. Па како не ме разбираш? Сега ми вети дека ќе ми купиш се што му треба на еден писател. А јас сега ти барам многу помалку од тоа. Ти додека да станеш писател ќе мине време. Писател не се станува така наеднаш. А како се станува? Па треба да објавува своји трудови во списанија, во разни вестни. Само тоа? Па да. Елитна кокошката, фатете ја! Еве уште малку и оризот е готов. Даре не остава да работи. Ова ти си го напишал? Пишува кој го напишал тоа. Дарко. Јас сум тој. Сега сум или не сум писател? Така се почнува само... Знам дека така се почнува, ама и со инвестирањето така се почнува. Малку по малку. Како малку по малку. Сега, дај ми некој денар за инспирација за да можем да продолжам да пишем. А колку чини твојата инспирација? 2000 денари. Само толку ли? Повелете! Чекај, небесне, и ти овде се случуваат чудни нешта. Дарко да не го запали училиштето. Скршив стакло. Значи така. 2000 денари чини стаклото што го скрши, а овде ми кажуваш приказни.
И останавме без руче, како не ти е срам? Ако не го скршев стаклото, не ќе можев да ја напишам оваа поетска творба. Повели, читай. Дај, јас да. Скршен прозорец. Те скршив за да те плата. Инспирација да фата. Парите ми ги даде тате, пола од неговото плате. Жено, мене ми се одјаде. Дојди мамо ти. Дојди мамо. Што правиш? Пушти го детето. Види го ти него. Ти немаш душа. Се тепали ваква поетска душа. Што сакаш мамичка да ми ти даде? 2000 денари. Само толку? Мама ќе ти даде поет на мајка.